Благодарам, Јована. Токму така се вклучуваме со цел да представиме една активност која што беше одржана во текот на минатата недела, односно трибина во областа на здравството за повреди кои настануваат кај пешаци при сообраќајни незгоди. Ние сме пред клиниката за травматологија и разговараме со директорот Игор Марчановски и во однос на минатата трибина која што имавте, меѓутоа и самата иницијатива претпоставувам доаѓа од тоа колкав број пациенти всушност имате како пешаци при повреда во сообраќајни незгоди, па тоа ќе биде и првото прашање. Вашиот обем на работа секојдневно се зголемува токму поради сообраќајните незгоди на територија на Скопје, а секако и од останатите градови. Добро утро, благодарам што дојдовте да на некој начин помогнете да ја развиеме свеста за здравјето, за сообраќајните незгоди, за превенцијата за здравјето. Знаете дека Министерството за здравство веќе подолго време прави кампањи и веќе на повеќе места сме присутни во повеќе општини, исто така дел од наша иницијатива, исто така и дел на иницијатива на општините, да правиме трибини каде што ќе раскажеме на слушачите за дел од превентивните мерки за сообраќајните незгоди, повредите кои што настануваат во зависност од времето, секое време кое што ние поминува во текот на годината, имаме различни типови на несреќи, така да во летните периоди имаме колапси, губење на свеста, паѓање, кршење на дел од екстремитетите, повреди на главите, кога исто така е врнежливо, како денес може да настанат сообраќајни незгоди од типот на лизгање на возилата, повреди. Така да, уште еднаш ќе повторам, Министерството за здравство, владата на Република Македонија не ангажира на повеќе места низ општините да одиме и да кажуваме за превенцијата за овие повреди. Да, сега го претпоставам дека ваквите трибини се од особено значење заради превенција и подигнување на јавната свест за поголема внимателност, меѓутоа и пред вклучувањето непосредно спомнавте дека сообраќајните незгоди без разлика од кој тип, дали се тоа повреди на пешаци или посериозни повреди во судири, е вашиот главен обем на работа, меѓутоа летниот период носи нешто сосема друго, па ќе не кажете во моментов што е во ваш фокус тука на клиниката за травматологија? Летниот период имаме сообраќајни незгоди, мотоциклистите кои што возат мотори, имаме зголемен обем на такви сообраќајки. Исто така имаме сообраќајки и велосипедистите, доста повредени имаме кои што возат велосипеди. Би обрнал внимание на малата популација на семејствата, родителите на деца кои што не се полнолетни, да внимаваат со електричните тротинети. Доста зголемен обем имаме на повредени со електрични тротинети. И најбитното, најглавното, затоа што се во тек летните одмори, високи температури, па населението се разладува во базени, иде на одмори, да внимаваат на скокачите во базени, затоа што имаме неколку повреди на млади пациенти кои што имаат повреда на вратниот рбет. Тоа се иреверзибилни повреди, значи тука веќе ние не можеме да помогнеме затоа што настануваат одземање на рацете и на нозете, така наречена квадриплегија и се многу сериозни повреди. Ги спомнавте секако и тротинетите, алтернативниот превоз, па колку трае, секако во однос на секој случај посебно, меѓутоа колку трае опорувањето, затоа што се почесто ги гледаме на улиците и некако станаат дел од сообраќајната култура и во Скопје? Имаме една работна група заедно со Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, се во корелација во врска со овие електрични тротинети. Министерството за внатрешни работи веќе има изработено закон и постапува по тој закон за носење на заштитна опрема и ограничување на брзината на овие електрични тротинети. Повредените во зависност од кој дел од телото е повредено, ако е повреден екстремитет, рака или нога, некаде околу месец дена е опоравувањето, но имавме и повредени кои што има и со внатрешно крварење во главата и со скршеница на черепот на пациентот, каде што веќе неколку месеци го лекуваме овој пациент.
Ви благодарам многу за денешниот разговор, кој се надевам дека ќе поттигне поголема одговорност кај сите учесници во сообраќајот. Да, ви благодарам и на вас што сте и вие дел од начинот на превенција преку вашиот медиум да ја подигнеме свест. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со директорот на клиниката за травматологија Игор Мрчановски во однос на трибината која што има минатата недела, но и постојано активностите чиј фокус се секако превенциите и повикување на одговорност кај сите учесници во сообраќајот со оглед на нивниот обем на работа и повредите кои што се стекнати кај пешаци, кај корисници на алтернативен превоз, а и секако и останатите учесници во сообраќајот. Летниот период како дел од нивната работа со посетување на базени, особено како што истакна директорот кај помалите, односно децата кои што се уште не се полнолетни, исто така треба особена внимателност. Симона, ќе ми дозволиш, имам прашање до докторот. Со оглед на тоа дека слушнавме дека е зголемен обемот на работа, летно време, колку помага помладата генерација на доктори? Колку се тие вклучени во секојдневната работа? Колку се присутни, колку имаат интерес да научат нешто од постарите доктори. Сега е периодот за нив кога се печали занаетот, така? Колку тие се заинтересирани и за новините кои што излегуваат во делот на третман, потоа и така натаму. Тоа е едното прашање, а второто прашање е исклучително е важно, потоа начинот на третман по повреда. Колку соработуваат со другите клиники? Ако веќе пациентот во една стабилна здравствена состојба излезе од травматологија, каде се упатува потоа? Да, имаме и две прашања од студио во однос на новите колеги кои што работат кај вас на клиниката за травматологија. Во еден ваков период кога имате зголемен обем на работа, колкава е нивната заинтересираност да бидат дел од самиот третман кај пациентите, да ги следат новитетите во однос на третманите кои што ги давате и едноставно каква е вашата соработка со? Медицинскиот факултет има студенти кои што веќе се на прва, втора, трета, четврта година и натака, кои што се јавуваат како волонтери кај нас во ургентниот центар. Во моментов имаме околу 6 волонтери од медицинскиот факултет кои што се студенти на медицина, кои што помагаат и пројавуваат интерес за помош, и исто така и нивна доедукација. Исто така имаме нови колеги кои што се пушнати со специализација, се во текот на самото нивно образование, се наоѓаат во ургентниот центар, така да моментално сме во многу добра кондиција со лекари и исто така и со волонтери. Уште едното прашање е во однос на третманот кој што го добиваат повредените кои што се хоспитализирани на вашата клиника за травматологија. Каква е соработката со останатите клиники, односно по успешно завршен третман кај вас, каде го продолжуваат лекувањето најчесто? Ние веќе околу една година да кажам наназад, ги воспоставивме сите можни конекции и спреги помеѓу институциите, така да од кај нас преминуваат во Институтот за физикална терапија, каде што ги прифаќаат колегите таму, продолжуваат со физикална терапија, ако евентуално треба некоја си дополнително медицинско исследување или некоја напредна медицинска метода за лекување, се прифаќаат од другите клиники, така да функционираме во една голема кохезија. Благодарам уште еднаш за одговорите.